а во општествена сцена наш гостин е Русе Арсов, директорот на Младинскиот културен центар во Скопје. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро дојдовме. Ве поканив денеска, иако имаше планови за претходно да ве поканам, но во очекување на доделувањето на Оскарите на таа голема ноќ за сите во Македонија, имавме пред малку и информација дека Google известува дека од Северна Македонија има најголем број пребарувачи за Оскарите, а вие ќе организирате директен пренос од доделувањето, кој што ќе се случи, нели, почнува од недела вечер, па некаде до раните утрински часови, предпоставувам. А вчера пак на вашата Facebook страница објавивте информација дека поради големиот интерес за овој настан го отварате целиот МКЦ за публиката, иако претходно беше најавено дека Оскарите ќе се следат во киното Фрусина. Па да, во првиот момент кога дознавме дека сепак имаме две номинации за Оскар, малку инстинктивно реагиравме во моментот, почувствувавме потреба дека треба на наш начин некако да даеме поддршка на нашите другари кои што во моментот се во Америка и чекаат да дое недела вечер. Организираме целовечерно следење на Оскарите во МКЦ, но нема да биде класично, нели, телевизор и гледање на преносот, него имаме и друга програма која што ќе биде вечерта во МКЦ. Бидејќи токму тој аспект, бидејќи не знаеме, бидејќи се работи за термин кој што е многу доцна навечер и трае до раните утрински часови кога е веќе и работен ден. Не бевме сигурни за колку тоа ќе има интерес и моравме да пуштиме билети кои што не се бесплатни се билетите, но беше токму ради тој момент да добиеме осет за колку тоа бројка. Бидејќи таа бројка веќе на капацитетот не само на Фрусина, него веќе и на фојето е исполнет, решивме да во моментов на 3 локации низ МКЦ го правиме гледањето на Оскарите, а дај Боже ако има ќе спремни сме за да отвориме и четврта. Како ќе изгледа? Бидејќи ова е прв пат да се организира, ми се чини вакво следење на доделувањето на Оскарите во било каква институција, се следеле фудбалски надпревари и слично, но ова е прв пат вакво нешто да организирате. Дојде нашите 5 минути. Значи дојде 5 минути кога за култура може овака некако да се радуваме колективно и цела држава, цела нација да биде застаната ради позади еден проект. Ние сме многу среќни, ние сме многу возбудени, тоа ќе биде програмски, ќе биде вечер како и сека друга во МКЦ, во однос на кога имаме настани, ќе имаме во моментот се уште не смеам да обзнанувам, но и специјална музичка програма, ќе имаме и ќе го пуштиме и филмот кој проекција, тоа се во текот на денот ќе биде објавен. Па дури мислам дека ќе поставиме црвен тепих, така да за нашите гости во Скопје ќе идеме со лайв стримови по социјалните мрежи со гостите кои што ќе бидат во МКЦ вечерта. Така да очекуваме да се помине супер. Да. Вие сте долгогодишен културен работник, рековте дојдоа нашите 5 минути, по образование сте продуцент. Сакам да ве прашам дали овие номинации се разбира се историски и голем успех, но замислете уште и Оскар некој да добие екипата и сите ние заедно со нив. Не замислам, знам. Вие знаете, добро, ако имате таква информација, добро. Што тоа ќе значи за културата во Македонија? Видете, значи првото самите номинации, се она што се случи со тој филм до сега мислам дека голема победа за една мала кинематографија како што е македонската. Значи, во иста година имаме две номинации. Освоја Санденс, освоја наградите на Американската асоциација на сниматели на кинематографија. Тоа е огромна награда. Што се се огромни награди, едно чудо, други награди повеќе или помалце, да кажам, значени во континуитетот една година, која што самото тоа покажа зашто филмот е на Оскар. Прво е одличен момент за да можеби на целата јавност повторно малце го вратиме фокусот према културата. И што тоа значи во однос на идентитет на држава, во однос на представување на држава, така да
и во тој општествен контекст, но и пред се во фела, така младите автори и останатите колеги кои што се бават со филмската индустрија, мислам дека ова е еден одличен сигнал дека сепак е можно. Колку и да тоа не изгледало нас Оскари као нешто што го гледаме еднашка во годината, каде што има малце таков момент као што има, као што да американците го направат целото тоа, сепак колку е ние во една година, после многу години после Милчо Манчевски и многу после 25 години, после многу после Столе Попов. Например, тоа е као информација, свативме дека голем дел од нашите граѓани воопшто не знаат дека и пред Милчо Манчевски ние сме имале номинација за Оскар, а тоа е професор Столе Попов со Даја филмот. Со Даја, краток документарен. Така да ова е трет пат во историјата, прв пат со 2 номинации и мислам дека овако токму од тој аспект дека луѓето кои што се бават во култура малце, мислам дека ова е малце некаква награда не само за директните автори, него и за сите оние кои што се бавиме. Баш во однос на тоа, во повлекување на фокусот према културата и што се може културата. Да, и еден поттик на оние што ги донесуваат одлуките. Токму тоа пред се околу политичарите, да. Знам дека не сакате однапред да најавувате, да не случајно ќе се слушнеме и со екипата на Медена земја од МКЦ. Ќе видим. Не кажувате, добро. Не кажувам, но да не спе дека ветувам нешто што... Не сакате да ветувате, да, така е. За МКЦ, значи, безсмислено е да се зборува колку се настани во годината има и што се организира, но сакам да ве прашам дали имате некои фокусни точки. Што е главно што ќе биде она што ќе одбележи годинава за Младинскиот културен центар? Добро, оваа година МКЦ, како секоја година, прво мора да даде фокус на 3 големи своји настани кои што ги организира, бидејќи се од национален карактер, од кои што 2 се од национален карактер и се многу големи, а тоа е фестивалот на европски филм Синедес и меѓународниот театарски фестивал МОД. Од пред некоја година во оваа група влегува и музичкиот фестивал Здраво млади, така да бидејќи тоа се работи за големи фестивали со големи артисти, со па и познати артисти. Во овој период, февруари-март, се работи интензивно на тоа, на завршување на програмата што отприлike би се случувало на тие фестивали. Се уште чекаме одлука од конкурсот на Министерство култура да знаеме колку ни долга чергата. Беше најавено дека денеска попладне или? Чекаме. Така да вако очекуваме секој момент да ги дознаеме и тие резултати, за да може и ние поточно да ја дефинираме таа слика. Продолжуваме со она што го почнеме минатата година, а тоа е освоивме еден друг простор, а тоа е новиот парк позади МКЦ, каде што тука сега се активираме повеќе со програма во целиот тој сончев период од април до октомври. Продолжуваме да ги работиме сите оние други работи кои што како сервис ги работиме, бидејќи ние сме градска установа, па работиме на голем број на настани заедно во соработка со градот Скопје. Градскиот летен парк е тука, имаме некои други акции кои што ни се поврзани со преца со кино на отворено, акциите што ги правевме, така да ќе бидеме активни многу и надвор од МКЦ. Да, долго би останале во студиово ако ги редите сите активности што ги правите, но добро ја кажавте кои ви се фокусните точки на програмата. И уште еднаш за крај, уште едно прашање, тоа е каква е вашата визија за МКЦ? Еве, кога би имале поголем буџет, да не речам неограничен буџет? Тако нешто не постои, али во ред, да. Значи, во моментов околу МКЦ се судира со еден момент дека е, например, како што кажавте, имаме голем број на активности. Некоја наша интерна статистика која што ја работиме сега во моментот не ја лиферувавме со броеви колку ни имаме публика во однос на другите институции, затоа што сепак имаме многу. Но главното нешто на кое што се судира во МКЦ, например, дека во 2019 година сме имале 666 поединечни настани во 365 дена. Тоа е веќе многу сериозна бројка и тоа се веќе некакви си, ако зборуваме во однос на бројки, тоа се некакви си максимуми кои што можеме ние као бројка да ги isproducirаме во една година во однос на пред се технички и човечки капацитети кои што ги имаме внатре во институцијата.
Сметам дека она што мора веднаш и многу итно да се прави со МКЦ, многу да се инвестира во тоа, во техничкото доопремување, во осовременување, во модернизација на техниките со кои што работиме, бидејќи многу често и се почесто сме делови од некакви европски проекти, а не можеме како институција, како град, да одговориме на потребите кои што ги има тие проекти за да ги прикажеме пред нашата публика. Така да, она кое што мислам дека мора итно да се прави, да се работи на модернизација и на техничкото осовремување на нашите капацитети, а и секако зголемување на персоналот капацитет на луѓето. Руце Арстов, директор на МКЦ, ви благодарам за гостувањето во утрински брифинг. Фала ви, се гледаме цела ноќ во нела вечер.